Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате третиот дел од книгата Одговори на 4 прашања поставени од господин Сирач Уддин, христијанинот. Оваа книга е напишана од Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам, печатена во Дија ул Ислам, печатницата во Кадијана, под надзор на Хаким Фадала Дин Сахиб на 22 јуни 1897 година. मेरी सादगी देख क्या चाहती हो, मेरी सादगी देख क्या चाहती हो, तुझी से तुझे मांगना चाहती हो, तुझी से तुझे मांगना चाहती. Но кога ја напуштил Кадијана, бил фатен во замката на христијанските мисионери и повторно станал христијанин. Господинот Сирач Уддин сега треба да свати, кога ја напуштил христијанската вера со зборови и дела после своето крштевање, тој бил крив за друг грев, гледано од христијанска перспектива, и според учењето на Свети Павле, овој грев нема да му биде простен, бидејќи барал уште едно распетие. Ако се каже дека Свети Павле погрешил или лажал, дека тој грев ќе престане да биде грев после верувањето во проколнатото жртвување, и дури ако некој краде, чини блуд, изврши убиство, лаже, издаде и така натаму, а нема да биде повикан на одговорност за таквите дела, тогаш таквата вера ќе биде вера која шири само нечистотија. Дури и би било советодавно за денешните влади да бараат уверување за добро однесување од приврзаниците на таквите верувања. И ако некој инсистира на тоа дека оној кој верува во проколнатото жртвување ќе постигне вистинска чистота и ќе биде исчистено сите гревови, јас веќе покажав дека тоа воопшто не е вистина и во детали ги истакнав гревовите на Давуд, Исусовите тетки и ученици и гревовите на христијанските свештеници. Информираните луѓе знаат дека незаконски секс најмногу е раширен во Европа, во споредба со било кој друг дел од светот. Самото тврдење дека некој е безгрешен не докажува дека тој навистина е безгрешен. Има многу кратци, мажи кои ги мамат своите жени, пијаници и атеисти кои се преправаат дека водат побожен живот, но всушност тие во својата внатрешност се како гробници во кои се наоѓаат смрдливи коски, тие немаат ништо друго. Би било погрешно мислењето дека целата нација или сите луѓе по природа се добри или зли. Божиот закон на природата, на секој народ, му дозволува да тврди дека онака како што меѓу нив има природно расипани, неморални и злобни луѓе, дека има и онакви кои по природа се благи, благородни и честити. Ниту индусите, ниту персијците, ниту евреите, ниту сиките, ниту будистите не се наоѓаат надвор од овој закон, дури ниту чухрас и чамрас, физички работници од така наречените пониски класи кои немаат концепт за чистота. Колку што луѓето се почовечни и пољубезни, истекнат знаење и углед како нација, на ист начин и праведните помеѓу нив стекнуваат име поради својот честит живот, карактер и примерно однесување. Ако во секој народ немало поединци кои по природа биле добри, самата примена на религијата или верата не би можела да создаде добрина, бидејќи Божиот закон на природата е незаменлив. Секој кој вистински е гладен и жеден за вистината, ќе свати дека многу пред појавувањето на религијата, Бог одредил дека некои луѓе природно ќе имаат поголемо влијание преку љубовта и сомилоста, дека други ќе бидат повеќе наклонети кон лутината и гневот. Религијата учи дека сета љубов
послушност, искреност и верност, кои обожавателите на идолите или луѓето ги имаат кон одредени предмети, всушност, треба да бидат насочени кон Бог и истиот степен на искреност треба да бидат покажени на неговиот пат. Колку религијата влијае на човековата природа? Ова е прашање на кое не дал одговор ниту Инџил, Новиот Завет, бидејќи е далеку од патиштата на мудроста. Но честниот Куран детално одговорил на ова прашање. Честниот Куран објаснува, не е задача на религијата да ги менува природните способности на човекот или да го претвори волкот во јагне. Нејзина цел е да го упатува човекот на соодветна употреба на неговите природни способности, држејќи се до потребите во соодветното време и место. Религијата не е наменета да ги менува човековите способности, нејзина цел е само да ги упатува кон нивната соодветна употреба. Наместо истакнувањето на било која посебна способност, како што се милоста и проштевањето, таа треба да поддржува употреба на сите своји способности. Ниедна човекова способност сама по себе не е зло, нивната погрешна или неумерена употреба ги прави такви. Личноста нема да биде прекорена доколку своите природни способности не ги користи погрешно. Накратко, вечниот дарител сите нации со иста мера ги опремил со природни способности. Онака како што сите луѓе кои му припаѓаат на секој народ во светот биле благословени со физички особени, како што се очи, нос, уста, раце, стапала, така биле благословени и со внатрешните способности. И во секој народ има луѓе кои се добри и зли, зависно од нивната умерена или неумерена употреба на овие способности. Ние ке веруваме дека нацијата станала честита под влијание на религијата, или дека една одредена религија е основа за пристојноста на своите следбеници, ако за некои од нејзините верни следбеници се увиди дека поседуваат духовни квалитети, кои не можат да се најдат кај други религии. Јас со сета сила прогласувам дека ваквите квалитети единствено се наоѓаат кај Исламот. Исламот упатил илјадници луѓе до таков степен на чистота, што изгледа на тоа како самиот Дух Божи да почива во нив, светлината на Божјото прифаќање сјае над нив, на начин како тие самите да се манифестација на Божјата чест. Такви луѓе се наоѓаат во секое столетие на Исламот. Ова тврдење не е неосновано, бидејќи Бог лично сведочел за нивните чисти животи. Семокниот Бог во честниот Куран ги навел следните обележја за оние кои поседуваат вистинска побожност. Тие покажуваат чуда, Бог ги слуша нивните дови, Он им говори, им пренесува вести за невидливото и им помага. Ние откриваме дека во Исламот ги имало илјадници такви луѓе и во сегашно доба јас сум присутен овде за да ги покажам сите овие квалитети. Но каде се и во која земја живеат оние христијани кои можат да докажат дека нивната вера ги задоволува стандардите кои ги поставил Инџил, Новиот Завет? Секоја работа се познава по своите обележја, како што секое дрво се познава по плодовите кои ги донесува. Самото тврдење за побожност останува непотполно доколку не е подкрепено со обележја. Зарем во Инџил, Новиот Завет, не наоѓаме обележја за вистинската вера и зарем тие обележја не се опишани како чуда? Ако наоѓаме, тогаш тие обележја треба да формираат критериум за оценка на христијанското тврдење за побожност. Ние со задоволство ќе ги запознаеме за да можеме да споредиме било кој угледен христијански свештеник според обележјата во Инџил, Новиот Завет, со најпонизниот муслиман, во доменот на духовната светлина и Божјото прифаќање, и ако се покаже дека претходните поседуваат дури и мал дел од небеската светлина, која ја поседуваат овие вторите, јас сум спремен да прифатам било каква казна. Затоа постојано објавував прогласи за да ги повикам христијаните. Со сета своја искреност и вистина,
Јас можам да кажам, и Бог е мојот сведок, дека во мојот ум нема никаква дилема, оти само преку исламот личноста може да ја стекне вистинската вера и вистинската побожност, која доаѓа од небеската светлина. Честниот живот со кој јас бев благословен е посведочен преку небеските обележја, и тоа не е само потврда од моја страна. Не може да се докаже дека животот на некоја личност е вистински побожен или да се открие нечие скриено лицемерство и недоверба без помош од небеското сведочење. Бидејќи заедницата е како тело и кога сватиме дека во неа има луѓе чија чистота е потврдена преку небеското сведочење, тогаш можеме со сигурност да заклучиме дека целата заедница е во состојба да постигне честит и небески живот. Затоа јас упатив покана до христијаните за да го решиме ова прашање. Ако тие трагаат по вистината, тоа би го зеле во предвид. Јас постојано повторувам дека и христијаните и муслиманите тврдат дека поседуваат вера и побожност, но всушност прашањето е која од овие две заедници ја поседуваат вистинската вера и вистинската побожност во Божите очи, а која од нив содржи само шејтански вдахновенија и чие тврдење за побожниот живот е само илузија која произлегува од духовното слепило. Што се однесува до мене, вистинска и права вера е само онаа која е поддржана од небеските сведочења и поседува обележја кои Бог ги прифаќа. Слично на тоа, животот на поединецот може да се смета за чист и побожен само доколку во себе поседува небески обележја. Ако би се прифатило само тврдењето, тогаш сите народи во светот го тврдат истото, дека меѓу нив има многу побожни и честити луѓе, и дури би изнеле некои од нивните надприродни дела, чија вистинитост секогаш е тешко да се докаже. Ако христијаните вистински веруваат дека избавувањето му помага на човекот да ја постигне вистинската вера и побожност, тогаш тие се должни да излезат на Мегдан и да се надпреваруваат со мене, за да видиме чии дови се примени и кој може да покаже небески обележја. Јас ќе прифатам било каква казна и ќе заслужам секакво понижување, доколку обележјата посведочат дека нивните животи се вистински побожни. Јас без друго прогласувам дека што се однесува до духовните работи, христијаните водат крајно нечисти животи и возвишениот Бог, кој е Господар на небесата и земјата, нивните верувања ги посматра со истиот презир и одбојност, кој ние го чувствуваме кога видиме мртво тело кое се распаѓа. Ако вие мислите дека не сум во право за оно што го велам и дека Бог не го поддржува ова тврдење, тогаш дојдете и расправајте се со мене на љубезен начин. Но јас повторувам, христијаните не ја поседуваат вистинската побожност, која се симнува од небото и ги осветлува срцата, и побожни помеѓу нив се само оние кои само по природа се побожни, а таквите луѓе можат да се најдат во секој народ. Меѓутоа јас не расправам за ова природна добрина. Нежните луѓе и оние со добра природа можат да се најдат во секоја заедница, дури и помеѓу така наречените класи, како што се Бахангис и Чамарс. Јас се грижам за чист и небески живот, кој се стекнува преку живата Божја реч, која се симнува од небото и се одликува со небески обележја. Бидејќи таквата побожност не може да се најде кај христијаните, ве молам дали може некој да ми каже каква корист им донело проколнатото жртвување. Сега кога детално дискутиравме за начинот на постигнување на спасение, кој христијаните му го препишуваат на Исус, природно се наметува прашањето, дали мисијата на нашиот пратеник салалаху алейхи веселем ја предложила истата проколната љубов и проколнато жртвување заради чистење и спасение на човештвото, или дали предлага друг начин за постигнување на оваа цел. तुझी से तुझे मांगना चाहती हूँ, तुझी से तुझे मांगना चाहती
Денес го завршивме третиот дел од книгата Одговори на 4 прашања поставени од господин Сирач Уддин, христијанинот. Еселаму алейкум.